Почитувани, додека младите во Македонија протестираат, бараат правда и безбедност на улиците, се објави голем скандал кој го покажа вистинското лице на ВМРО ДПМН. Сергеј Попов, актуелен пратеник и председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, во 2014 година возел пијан, без возачка дозвола и предизвикал сообраќајка во која повредил жена. Поради ова е осуден за тешко кривично дело, возење без дозвола, под дејство на алкохол и предизвикување тешка сообраќајна несреќа. Вакво неморално однесување е во суштина идентично како однесувањето на сторителот на сообраќајката на младата Фросина. Со тоа што убиецот на Фросина е во затвор, а Сергеј Попов е пратеник од ВМРО ДПМН. Ете какво е вистинското лице на ВМРО ДПМН. Сосема спротивно на се што младите сакаат и за се што младите се залагаат. После ова, ниту Попов, ниту ВМРО ДПМН немаат право јавно да ги повикуваат младите, ниту на протести, ниту да ветуваат промени. Не може осуден за несовесно возење без положен возачки испит, за возење под дејство на алкохол и за предизвикување сообраќајна несреќа, да зборува за правда и системски реформи. Заради таквите како него, младите се незадоволни и се на улиците. Сергеј Попов е дел од системот што убива и мора да понесе одговорност, да си даде неотповиклива оставка од функцијата пратеник и од функцијата председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Младите заслужуваат одговорни и честни представници, без скандали и кривични пријави зад себе.